Под мотото «Заедно ќе обстоиме», во саботата на 21 јуни се одржа 6-та поред парада на гордоста во Скопје. Годинишниот настан беше најавен како протест, а не прослава, поради како што беше истакнато од организаторите, зголемениот говор на омраза. Што мислат познатите за парадата на гордоста? Дали ја поддржуваат? Немам некое конкретно мислење. Ако мисла дека треба да се организира, супер, ако мисла дека треба да се оди, супер. Што знам? Не сум го размислувал нешто. Мислам дека секој треба да има права, така да дали тоа се решава на овој начин или на друг начин, тоа не сум у таа позиција за да го решам, у секој случај поддршка за сите угнетени права. Моето мислење е дека не треба да се случува, со оглед на тоа дека имам 3 деца и гледам како би можело тоа да се одразе за нивната иднина и раст и развој. Би кажала не би требало да се случи. Што мислење имам? Па не знам јас што да мислам, они нека му ја мислат. Не знам што да кажам стварно. Се шалам, немам против никој, нека си прави кој што сака, денес е такво времето. Искрено јас немам против спрема никој, али не знам да не им биде жешко, не знам како ќе бидат облечени сега, кај ќе одат, што ќе одат. Јас сум за тоа дека треба секој еден човек како што се чувствува, без разлика на различностите кои во себе ги носи, треба да ужива еден вид мир, една хармонија, па и како да кажам и во јавноста. Можеби парада, како настан, не знам дали јас лично имам некој став конкретен околу конкретната работа парада, меѓутоа околу различностите, тука спаѓаат сите видови на различности, не само парадата поради која што постои. Јас сум секогаш за тоа како се чувствува човек, така да се произнесува, така да живее на тој начин. Можеби јас сум еден вид, на пример, од јавните личности, тип на човек што интимата, да речам, сексуалноста, тие некои нешта некако ги чувам премногу љубоморно за себе и сметам дека се приватност и интима и затоа многу ретко давам било каков тип на изјави. Искрено немам мислење, не. Нека се тоа кој што си го организира, тоа си е негова работа. Не би давал никаков коментар. Нехам да размислувам на тоа. Јас сум против. Лично сум против, кој сака нека си парадира подалеку од очите на сите. Тоа не е нешто што би се гордел. Ја би се гордел со нешто друго, нема потреба да објаснувам на некој. Мислам дека нема потреба да тоа ние сите што не сметаме дека тоа е нормално да го гледаме. Така. Исто да го размислувам. Ја секој си има, не знам, право на размислување, али како што кажам, мислам дека треба да е подалеку и од, не знам, и од младите и од сите. Дали не го поддржувам, во секој случај не поддржувам една таква организација. Немам став. Тоа е тоа. Немам ништо против. Луѓе се луѓе, меѓутоа мислам дека без разлика кој како си се однесува, не треба да прави паради слично, затоа што тоа е нивно, нели, нивен живот, така да никој не им суди. Добре дојдени се, тоа е што ти кажам. Исто како што ние се појавуваме во јавност со девојките, но не се фалиме таа. Па, искрено не би сакал многу да влегувам околу тоа, немам некој си коментар, така да можеби за некои кои што се покомпетентни зборуваат за тоа би го оставил простор. Здраво на сите. Можеби ќе звучи неблагодарно јас да зборувам за правата на LGBTQ+ заедницата во Македонија, затоа што долго време живеев надвор, а и сега живеам во слободна држава и град како Чикаго, каде што особено овој месец секое ќоше едно прекрасно потсетување на што значи љубов, поддршка, борба посветена на правата на LGBTQ+ заедницата. Роден сум и пораснат во Струмица до 12 години. Исто така живеев во Македонија последните неколку години и многу добро знам како е да живееш плашејки се и пазејки од што ќе кажат комшиите за тебе. Поради љубовта и поддршката околу мене како јавна личност одлучив искрено и отворено да зборувам за мојата ориентација и да ја споделам мојата приказна.
и сакам да ги поздравам сите напори и трудови што се прават во Македонија кон видливоста на LGBTQ+ заедницата. На еден начин ми е криво и жално што се уште добивам негативни коментари и пораки на социјалните медиуми, особено кога ја објавив мојата прекрасна вест, но сваќам дека некој од нас мора да биде тој гласноговорник кој ќе го изводи патот за сите нас. Љубовта секогаш победува. Затоа, бидете своји, бидете искрени, верувајте, борете се,